Денеска сме со една цел, ги викнавме новинарите да избрифираме по односно на што се случуваше во овој тековен месец. Треба да информираме дека општина Прилеп беше највисоко рангирана и доби средства од UNDP во висина од $50,000 за изработка на проект за докомплетирање на делот кај местноста Опец, каде што се наоѓа во моментов депонијата, односно добро позната депонија Алинци. Таму има градежни активности веќе за и се привршуваат активностите за докомплетирање, односно до изградба на фабриката за секундарно селектирање на отпадот, и ова би одело во насока на понатамошен развој на третманот и селектирањето на отпадот во општина Прилеп, со што сакаме да си го држиме приматот најзелена општина во Македонија, во суштина и во моментов, може да кажеме и на Балканов. Овие средства се предвидени за изработка на проект. Тој проект би бил основата за да се бараат средства за финансирање за овие планови кои што ги има за развој и општина Прилеп, подпомогната се разбира од јавното комунално претпријатие Комунале за до завршување на процесот по однос на третманот со отпад, со што на долг рок граѓаните добиваат многу, затоа што ќе живеат во многу поздрава и почиста животна средина. Овој месец го искористивме токму со таква една агенда да се покачува на народски кажано еколошка свест и да општина Прилеп си ја држиме на највисокото место по однос на овој дел од општественото живење, а иако наистина може би непријатно да се зборува за отпадот, но е важна гранка од општественото живење и на долг рок предизвикува многу штети. Од анализите кои што се направени согласно проектот, така и проценет повеќе од 35,000 килотони јаглерод диоксид би се намалил како емисија во животната средина ако овој проект биде завршен. Проектот во оваа фаза пред почетокот на разработување на урбанистичкиот план и на проектната документација е предвиден да ќе иде некаде околу $3 милиони, меѓутоа да видиме да се испроектира, понатаму со таков еден сериозно изработен проект би се конкурирало до сите релевантни институции кои што нудат средства за изградба на вакви капацитети и со тоа општина Прилеп да го дозаокружи процесот, дури можеби ако имаме, а и ако не послужи добра среќа, да биде изработен проектот, да добиеме средства, да ги завршиме сите овие процеси дури и пред изградбата на регионалната депонија во Новаци. Општина Прилеп аплицираше до Фондот за техничка документација до UNDP во рамки на третиот повик за изработка на проекти кои ќе помогнат во делот на јакна и на капацитетите на општините за имплементација на проекти. Овој проект од страна UNDP е финансиран од Шведска и Бирото за регионален развој. Проектот кој што општина Прилеп го доби гласи изработка на техничка документација за постројка за складирање, третман и преработка на биоразградлив и инертен отпад или компостара и плат за градежен шут. Средствата кои што се обезбедени во рамките на овој повик за општина Прилеп изнесуваат $50,000, а додека вредноста на проценетата инвестиција за оваа постројка за изработка на и третман би чинела околу $3 милиони американски долари. Како што споменав, целта на проектот е да се подобри управувањето со биоразградливиот и цврстиот отпад, особено биоразградливиот кој што според нашите проценки представува 48 до 55% од вкупниот отпад кој ние сите како граѓани го депонираме. И нормално градежниот шут кој што воопшто не се третира и можеме да кажеме дека општина Прилеп токму со ваквите чекори пионерски настапува и продолжува да се грижи за животната средина. Овој проект целосно е согласен со стратегиите и на локално ниво, и на национално ниво, и на европско ниво, и дури придонесува кон целите за одржлив развој на Обединетите нации. Она кој што би сакал да споменам дека предвидената техничка документација која ќе вклучува урбанистички плани и основни проекти ќе се реализира на нестандардизираната депонија Омец, каде што во моментот се
гради фабриката за селекција на отпад и на површина од 20.000 метри квадратни ќе биде изработен урбанистичкиот опфатот на површините на 20.000 метри квадратни, урбанистичкиот план ќе опфати некаде 1,53 хектари, а додека содржината на основните проекти, односно објектите кои што ќе бидат, значи односно плацот за компостирање и плацот за придружните објекти и плацот за градежен шут ќе изнесува околу 3.000 метри квадратни. Секако ова е еден придонес на општина Прилеп кон зачување на животната средина и намалување на понатамошните трошоци за граѓаните, како што спомена градоначалникот, а клучното е што придонесуваме како во делот на циркуларната економија, значи никој не зборува или не знае во Македонија што е. Тоа е сето она кое што ние го создаваме, повторно да може да се употребува. На овој начин му даваме повторна употребна вредност на отпадот кој што сите ние го создаваме. Беше за придобивките на комуналец, тоа ќе биде придобивка и за општина Прилеп, односно се затвора интегрираниот систем за управување со отпад од местото на создавање до местото каде што ќе се одлага отпадот. А која ќе биде придобивката? Сето е поврзано со регионалната депонија, помалку количина отпад да се однесе на регионалната депонија и помалку да се плати за истото одлагање.